архивите. Ние мора да барем тие досија си ги вратиме. Вие убаво го спомнате ембаргото 92-та. Тоа беа експозиторите на држава безбедност и на Милошевиќ. Што ги направат тие огромни профити. Тоа се бе соработници на КОС. И сега ние Нема да се кидате, мене ми паѓаат цели пулсови. И сега ние имаме легално право. Тие Виенски конвенции ни го дават тоа право да направиме поделба на тие архиви и таму ќе се види. Таму е трагедијата на Македонија, во тие досија. Сега се види, сите тие соработници, сите капитал како е створено. Кажувате дека Белград ќе ги достави тие ако тие луѓе ги има. Србија уште не пристапува кон лустрација. Србија има закон, не пристапува бидејќи Србија има закон донесено, али во мирување. Али тргнувајќи од нивниот карактер, тие ако отворат закон за лустрација ќе се потребат сами меѓу себе во Србија. Добро. Мене тешко таму да се отвори. А има закон. Само не се Прашањето беше за новинарите. Ајде прво малце ние да се прочистиме како тројца новинари. Како новинари. Зар јас сум убеден и пред една година дадов една изјава додека беше другата гарнитура на власт и тогашниот министар го нарече моето толкување смешно. Јас тврдев дека во повеќето, особено пишувани медиуми, имате уредник кој е полицаец. И дека тоа го приметувам по објавување на текстови кои по синтаксата, по речникот се полициски, по стилот. Не случајно, кај нас да речеме Ел Масри во Добро. Ел Масри, случајот Ел Масри влезе во нашите медиуми како пофалба на нашите тајни служби, бидејќи тие ја уапсиле десната рака на водачот на Ал-Каеда во Македонија. Така влезе, кој афирмативен текст за нашите успешни тајни полицајци. Јадранка, дали се сеќаваш на чудесна изјава на Томислав Чокрески, екс-министерот за внатрешни работи, кој јавно кажа дека немојте да ме притискате, ќе отворам уста, ќе кажам кој од вас е соработници. За чудните полициско-новинарски спреги. Да, бракови. А тоа е тој период кога веќе спомнавме, нели, функционирала и тој затворен круг, значи бизнисмен дава пари, полиција плаќа новинари, тоа така иде и они си се поддржуваат. Што мислиш, кого плашеше тогаш Бранко Црвенковски? Кого плаќаше Абери од овој тип? Бидејќи тоа не беше на Чокрески така излетена изјава. Не знам, може би и да се излетал, затоа што потоа се смири. Ние никогаш не го дотвори он тоа прашање до крај, го спомена, прати порака и замолча. Беше во исто време министар кој е отворено моето досие. Јас тоа го говорев, дека во тоа време нешто било важно. Значи нешто не е издржано, не е отидено до крај. Не, го спомена тогаш не го отвори, меѓутоа ниту кај новинарите јас гледам желба да се расчисти во своите кругови кои се тие кои ја правиле кариерата. Значи, за тоа некои примале пари по моите сознанија, значи јас го чекам законот ова да го одработи, инаку ако не, ќе треба ние да почнеме да ги отвараме тие работи. Значи, колеги кои примале пари за таа работа, колеги кои се форсирани на битни уреднички места, што би рекол Исо, препознаваш кај некои стилоти како функционира. Но ајде да видиме дали тоа ќе се направи така. Во Романија, таму, значи, новинарите и издруженијата дигна една голема врева и бара, нели, да си ги расчистат редовите. Се покажа дека една голема ТВ звезда, која дури ми ја символизирала револуција,